Ќе никнат ли нови стамбени згради на местото на кое во моментов се наоѓаат државните клиники? Со продажба на дел од парцелата, која се простира на 200.000 квадратни метри во најатрактивниот дел од метрополата, можно е да се враќа кредитот што власта ќе го земе за да изгради нов клинички центар. Пазарната вредност на оваа парцела може да надмине и 100 милиони евра. Другиот дел од земјиштето сигурно дека може да се искористи на друг начин, да се продаде, тоа е сепак вредна локација и со тоа можеме да ги вратиме парите делно од кредитот со кој што ќе се задолжиме. Министерот Филипче вели дека сепак некоја од болничките дејности ќе остане на истата локација. Размислуваме и за ова, сигурно ќе остане некоја дејност болничка која што ќе служи на граѓаните кои што живеат во овој дел на градот. Властите бараат начин како да го изградат новиот клинички центар за 4 години. Филипче вели дека се советувале со странски фирми од Австрија, Германија, па дури и од американци за опцијата готов пакет со клучна рака. Државата да плати изработка на проект и изградба на болница во едно. Сегашниот закон не го дозволува ова. Станува збор за еден модел во кој што сакаме да ги обединиме постапките за проект и изведба. Секако на официјална, јавна и тендерска постапка, која што не значи јавно-приватно партнерство, туку значи изградба на нов клинички центар од страна на државата со соодветен начин на кредитирање. Размислуваме за овој модел за правење на пакет кој што се уште анализираме дали може да се спроведе согласно нашиот закон за јавни набавки, заради тоа што има огромен број на проекти од компании кои што имаат големо искуство во изведување на болници ширум Европа. Наместо сумата од околу 120 милиони евра, колку што за изградба на нов клинички предвиде минатата власт, парите потребни за реализација на проектот на крајот ќе бидат и до 4 пати повеќе, или 480 милиони евра. Власта допрва размислува од каде ќе земе кредит за неговата изградба.